Студеното време и ниските температури кои веќе подолг период се под нулата негативно ќе се одразат врз земјоделското производство. Експертите велат негативни последици ќе има кај овошните насади, а главна причина за нивно измрзнување се ниските температури кои се задржаа неколку дена во континуитет. Кај лозовите насади пак се очекува измрзнување од 30% па нагоре, а најпогодени се младите насади. Сите оние млади насади кои што течните хранливи материи, односно сокот, кој што е во вегетативниот дел над површината на земјата, можат да измрзнат поради ниските температури, додека постарите насади нема да бидат толку оштетени, што значи штетите може да ги очекуваме кај младите лозови насади. Експертите велат дека негативни последици од ниските температури и студеното време ќе има и кај градинарството, односно кај оние култури кои се одгледуваат на отворено, а кои не се отпорни на ниски температури се очекува измрзнување. За разлика од нив, кај културите кои се одгледуваат во пластеници ќе нема замрзнување. Единствено штети се очекува кај оние посеви каде не се користи затоплување. За сите оние одгледувачи на раноградинарска култура, односно зелка во строго контролирани услови, да споменеме дека точно е со затоплувањето дека ќе се намали штетата, односно ќе се избегне ризикот од оштетување, од измрзнување, но затоа пак ќе се зголеми импутот, односно намали профитот. Тоа значи дека колку повеќе топлиме во оранжерија, пластеник, стакленик, толку повеќе се зголемуваат трошоците за време на производството, односно ќе се намали профитот за време на продажбата. Од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието вела дека негативните последици од ниските температури се евидентни, но за конкретни штети од мрзнење на културите засега не може да се говори, бидејќи реалната слика ќе се добие откако временските услови ќе се стабилизираат.